На шанкерите во МКЦ им биле исплаќани 750 евра месечно за да не побегнат во странство, со што ресторанот ќе требало да биде затворена, институцијата би останала без дополнителни приходи, велат од менаџментот на Младинскиот културен центар. Појаснуваа дека биле ангажирани студенти кои некогаш работеле и двојна смена, која секако дека треба да се исплаќа како хонорар со платен данок. Шанкер зема 700 евра, 750 евра плата во МКЦ. Би сакале да појасниме дека во недостаток на редовен вработен персонал, секако за да оствариме сопствени приходи ќе се потпираме на се уште расположливи надворешни млади луѓе кои се останати во градот и сакаат да работат. Најчесто тоа се студенти кои честно работат за дневница, често и двојни смени за дневница која на крај на месецот врз основа на сработеното им се исплаќа како хонорар со платен данок. За надпросечните примања на шанкерите од 750 евра месечно, вела дека биле заработени со труд и не било фер тие да се потценети. За сите тие имаат секој посебно договор, на сите оние кои што имаат повеќе од настан, односно месечно работење, им се пресметуваат, имаат шефови кои што им пресметуваат колку, евидентираат колку они тоа денови одработела, пута договорената дневница е износот кој што им е исплатен. Вработените велат дека буџетот на МКЦ е скратен, а надлежните наместо да работат сакаат да ја партизираат установата. Тие бараат да престане мобингот и заканите кон вработените, иако имало нерегуларности тие да се докажат по законски пат. Грубо кршење на законите и правилата на ревизорски надзор и извештај. Ревизијата во МКЦ се уште е во тек и овие информации пласирани во јавноста се во најмала рака незаконски и во моментов паушални. Поставувањето на директорот кој е професионален детектив, според нив е политизација на институцијата и бара да се отвори регулиран конкурс за избор на квалификуван директор на МКЦ. ВД директорот доаѓа на работа постојано, меѓутоа во моментов како колектив и како разговори и прашања во однос на програмата на МКЦ не сме се сретнале досега. Алфа се обиде да стапи во контакт со новиот ВД директор Ванчо Богоев, но оттаму ни кажаа дека бил на состанок и не бил расположен за коментар. И додека директорот се крие од јавноста, во МКЦ и натаму нема комуникација меѓу вработените и новиот ВД директор, а воедно се откажуваат и дел од програмските содржини, откако директорот детектив им ги смени бравите на канцелариите во установата.